Поштовани гледачи на OTV.mk, денес во лежерно интервју ќе разговараме со една исклучително талентирана девојка, која што е писател и професор по англиски јазик и книжевност, а тоа е Марија Кулевска. Здраво, Марија, како си? Здраво, Еми, ти благодарам, добро. Ти како си? Добро, и јас и ти благодарам за твоето присуство и за тоа што одвои време да ни посветиш на нас и да направиме едно интервју, да слушнеме нешто за тебе. Кажи ми, како ја доби идејата да пишуваш? Значи, пред се сум љубеник во книжевноста. Уште на мала возраст станав љубеник во книжевноста. Тука може би голема улога имаат и моите родители, тие сакаат да читаат книжевни дела. И до ден денес често со нив анализираме и дискутираме книжевни дела. Голема и значајна улога во мојот живот беше тоа што бев студент на катедрата по англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. И едноставно не може да се занемари уживањето кое што го доживував, опојноста која што ја доживував на часовите по поезија, на часовите по драма, на часовите по шекспирологија. Романтичарите имаат посебно поезијата на Вордсворт, на Колерич, имаа големо влијание врз мене. Друг клучен момент во животот ми беше тоа што на 19 години бев почесен студент-стипендист на летната школа во Чешка, го изучував чешкиот јазик. И тоа беше едно невообичаено и чудесно искуство за мене. Па тогаш ми се роди онаа желба да сакам да го пренесам сето она искуство, сето она што го доживувам таму, да го преточам во збор. Меѓутоа, првите записи, како сега ми текнува, ги пишував на 19 години, 20 години. Тоа се едни автоматски текстови. Такви автоматски текстови ги има во надреализмот. Писателите на надреализмот ги пишуваат тие текстови. Тоа се, всушност, што значи автоматскиот текст? Тоа е кога слободно ги изразуваш своите мисли. Значи, сето она што ти доаѓа во свеста, сето она несвесно. Така човек ги изразува и своите инхибиции на лист хартија. Се разбира, мора да има некаква структура, но сепак едноставно ги изразуваш. Тоа се оние. И просто тогаш се чувствував како има еден надреалист кој кажува, не знам дали сум човек кој сонува дека е пеперутка или дали сум пеперутка кој сонува дека е човек. Колку важно. Да. Која е најчестата тема во твоето пишување? Зашто пишуваш најмногу? Љубовта. А зошто? Зошто баш љубовта? Зошто љубовта? Затоа што љубовта ја облагородува душата. Извршува една метаморфоза на духот, една трансцендентално извишување на духот. Па и кога ќе се запрашаме зошто човек и кога човек најмногу страда во животот, кога човек е најсреќен, одговорот е во љубовта. Значи, љубовта. И за љубов. Како е убаво човек да те слуша. Како се раѓаат идеите, од каде идат во твојата глава? Идеите, па сега малку од еден научен аспект. Значи, еден критичар, литературен критичар Нортроп Фрај, кажува дека книжевното дело, всушност поезијата, е конструкција од слики кои што имаат концептуален импакт врз човекот. Што значи тоа? Тоа е таа трансестетска функција на поезијата. Тоа е како она што го твориш влијае врз читателот. Значи, што се соочува еден писател? Ја имаме реалноста. Ја имаме објективната реалност. Ја имаме субјективната реалност која што јас како писател ја доживувам и ја имаш ти како читател својата субјективна реалност. Сега тука ќе направам мала корелација со уметничкиот стил на французите кој се развива. Нали има една ера во сликарството. Сепак поезијата и сликарството и уметноста можат да се поврзат. Има една ера каде што се создаваат илузии кои што се наврекуваат тромп лаоил. Сега извинете на изговоров, не знам точно француски. Што значи? Тоа е уметникот се обидува тродимензионалниот свет да го представи на површина која е дводимензионална. Односно, меѓутоа,
тука го поставувам прашање, кога се споредува со секоја уметност и со поезијата, дали поезијата е огледало на стварноста? Сепак би кажала дека поезијата е на херменевтика, е на интерпретација на реалноста, едно ресоздавање на реалноста. Се создава еден сосема поинаков свет, еден симулакрум. Се разбира, треба да има да се придржува писателот до одредени конвенции. Меѓутоа сепак и тие конвенции се стреми да отскокне од конвенционалноста и да создава постојано нешто ново и ново. Да навлегува подлабоко, да прави аналогии во самата уметност. Така. Ја спомна француската литература. Со самото тоа што ти пишуваш, најверојатно и читаш, логично. Која литература за тебе е најинтересна за читање? Кои писатели го одвлекуваат твоето внимание? Класиците, најмногу сакам да ги читам класиците. Достоевски, чешкиот писател Милан Кундера, јапонскиот писател Харуки Мураками. А од македонските писатели, кој има најмногу влијание врз твоето пишување? Поезијата на Анте Поповски, на Ацо Шопов, на Влада Урошевиќ. И која книга би ја издвоила како омилена? Па немам омилени книги. Реално ги сакам книгите на Достоевски. Меѓутоа, кога треба да издвојам некоја негова книга, би ја издвоила Браќа Карамазови, како омилена книга од Милан Кундера, романот Шега. Значи сепак има некои книги. Нашиот писател Венко Антоновски, Вештица. Так, некои книги кои ти оставиле поголем печаток и влијаат нормално на твоето пишување. Марија, ти читаш поезија, литература се, но знам дека и издаваш и своји книги. Кажи ни колку книги имаш издадено и кои се тие? До сега имам издадено 3 книги. Првата книга е роман, се вика Холограм од емоции. Го напишав на 23 годишна возраст, меѓутоа го издадов години подоцна. Потоа лани ја издадов првата стихозбирка, се вика За копнеш од љубовта и зборот. И оваа година од печат, сега скоро излезе збирката, повторно стихозбирката Пурпурни долини. Пурпурни долини, сакав да те прашам за таа книга, кога ќе биде промоцијата? Промоцијата ќе се одржува во Прилеп во септември. Отлично, се надевам ќе присуствуваме, ќе не известиш на времено и ние ќе дојдеме. Зошто баш Пурпурни долини? Зошто таков наслов на книгата? Зошто? Затоа што од многу порано ме интересираја спротиставеностите во животот, бинарностите во животот. Сега, каде човек, кога човек ја добива својата слобода? Кога нормално го воспоставува балансот помеѓу двете спротиставени страни. Зошто Пурпурни долини? Пред се пурпур, бојата пурпур е мешавина од сина боја и од црвена боја, нели? Се добива пурпурната боја. Зошто? Зошто ги избрав тие бои? Затоа што кога ја имаме таа мешавина, всушност, сината боја го представува рационалното, ланното кај човекот, додека црвената боја ја представува страста во животот на човекот. И всушност средиштето, она Архимедова точка, средиштето каде што се спојуваат тие две спротивни страни, две бинарности, тука човек ја пронаоѓа слободата. Зошто долини? Затоа што долината е место каде што се буи, да речеме од топографски аспект, значи се буи, човек не треба ниту да се искачува, ниту да слегува, едноставно може да оде по еден прав тек. И тука се разбира надвладува љубовта, сепак поезијата е... Многу убаво кажано. Кога би можела да го опишеш твоето пишување, со само неколку збора, како би звучело тоа? Поезијата која што ја пишувам е лирична, по слободен стих и се разбира писател кој се занимава со креативно пишување. Дали кога седнуваш да пишуваш, веќе имаш замислено како ќе тече приказната, дали го имаш самиот крај или тоа доаѓа постепено со самото пишување? Да, го имам самиот крај.
сепак треба да имам некаква идеја за што пишувам и каква порака сакам да испратам до читателот. Така, што е за тебе пишувањето, поезијата? Дали тоа е талент, можеби некоја техника или страст? Поезијата е страст кон животворење, кон создавање, кон метаморфоза на духот. Значи, преку поезијата јас на некој начин и се откривам самата себе си. Не е само рефлективна поезија, како што кажав, значи се реплицира, се прави една рекреација на стварноста, на онаа стварност која што јас ја доживувам, меѓутоа ја земам во предвид и субјективната стварност на читателот. Се разбира, тука употребувам голем број на метафори, на символи во својата поезија. Меѓутоа, поезијата може да го донесе човек до нај степен на индивидуација. Што е сега индивидуацијата? Индивидуацијата е термин кој го употребува психологот Карл Јунг, каде што човек ги истражува своите темни и мрачни страни, ги открива своите темни и мрачни страни, па како човек ќе ги открива своите темни страни, зависта и љубомората, ако не преку пишаниот збор. И кога ќе стане свесен за своите темни и мрачни страни, ги поврзува едноставно со своето свесно, тогаш се случува оној процес на индивидуација, односно станува една комплетна личност, се развива во една комплетна личност. Многу ми е интересно да те слушам вака како зборуваш и сакам да знам, ме интересира како изгледа еден твој ден. Седнуваш, пишуваш, твориш, како изгледа тоа? Накратко објасни ни. Како изгледа еден мој ден? Ништо посебно, со оглед на тоа што моментално работам 8 часовна административна работа. Остатокот од денот гледам да го посветам на некои интереси и хобија што ги имам. Меѓутоа се трудам секој ден, барем по 1 час да посветам на пишување. Кое време ти иди најмногу инспирација за пишување? На вечер. На вечер, се знае. На вечер. Што би пишувала доколку не постоја граници во уметност, односно жанровски, тематски стилови? Па и не постојат граници во уметноста. Секогаш секој уметник треба да се стреми да избега од онаа конвенционалност што е востановена, да експериментира и со жанрови и со стилови. А дали во твојата професија би испреплетила и некои други уметнички таленти што ги имаш, односно дали би пишувала за некоја уметничка слика или можеби би пишувала за мојата наредна изложба? Се разбира, би ми било задоволство да пишувам за твојата наредна изложба. Задоволството е и мое. Да, пишувам поезија за слики и за фотографии. Баш во последната слика имам неколку песни посветени на сликите на Кабанел. Исто така имам напишано песна за уметникот, за сликата Станичек, за пловнот Станичек на чешкиот уметник Матејчек. Али да, дефинитивно и би продолжила да го инкорпорирам тоа во своето пишување. Одлично, едва и чекам да биде тоа. Марија, спомнавме на почетокот дека ти си и професор по англиски јазик и книжевност. Дали и каде имаш работено со таа професија? Имам работено во неколку државни училишта, во нашиот град и во 2 приватни школи. Одлично, тоа е убаво. Кажи ми некое искуство, интересно, што го имаш во текот на таа работа. Па реално се ми беше интересно, буквално секој ден Некое поминат доживување. со децата ми беше интересен, не би можела да издвојам. Едноставно, мојата улога не беше да бидам само како професор и едукатор на децата, туку и да бидам и педагог, и психолог, и пријател. Значи тоа беа тој период од животот ми беше посебен и чудесен. Так, кога сме веќе кај децата, што мислиш дека е клучно за развој на едно дете, за правилен развој? Најбитно е детето да постигне своја автономија. Значи, ако направиме една хиерархија, што е битно за развојот на детето, значи најгоре се наоѓа востановувањето на автономија на детето. Сега, потребно е да се развиваат неговите когнитивни способности, тоа е насоченото внимание и фокусот, емоционалната интелигенција и самодисциплина.
Одлично, убаво кажано. Сега би те замолила да ни кажеш еден цитат од некоја твоја книга. Цитат од моја книга. Од првата книга ќе издвојам Добро. еден цитат. Тоа е да ја посакуваш среќата на другиот, треба да е доблест што може би секој човек треба да ја поседува. И ќе направам една мала парафраза исто така од првата книга, што пишувам за љубовта. Мислам, тематиката на книгата е за љубовта. Онај кој што вистински те сака и те почитува, нема да ти биде рамо за плачење. Нема никогаш да те потценува, нема никогаш својата вредност да ја надкажува над тебе. Туку едноставно молчаливо и кротко ќе стои до тебе, за ти да ги осознаеш своите слабости, своите грешки и да почнеш да растеш како личност. Многу убави зборови. Марија, многу ти благодарам за твоето одвоено време и за ова интервју што го направивме и се надевам дека во иднина ќе правиме уште повеќе интервјуа. Ти посакувам да имаш многу успех и многу повеќе книги да издаваш, па ние сме тука да снимаме интервју по секое време. Ти благодарам уште еднаш на поканата, задоволство ми беше разговорот што го водевме. Ти благодарам и тебе. А вас, почитувани гледачи на otv.mk, се надевам дека ова што го кажа Марија допре до вас и ќе земете книга во раце, ќе почнете да читате и да сонувате, да истражувате, затоа што секој збор, секој пишан збор има моќ да ја смени реалноста. До наредно интервју.